Добродојавте, почитувани гледачи, во уште една емисија Лилма. Денес сакам да ве запознам со лековитоста на една билка која што на сите ни е позната. За лековитоста на една билка, односно дел од билката, која што верувам дека малкумина знаат за неа, која што верувам дека малкумина се запознаени со истото, а токму денес сакам да ве запознам со лековитоста на семето од тегавец. Верувам дека сите вие знаете за лековитоста на тегавецот, колку е таа лековита. Верувам дека знаете за листот од тегавец, кој што е доста популарен и се употребува и се користи. Но дали знаевте за лековитоста на семето од тегавецот, која што нажалост е доста заборавена, се изостанува, значи не се бере, го изоставуваат сите и верувам дека после оваа емисија дека ќе го берете семето од тегавец и ќе го користите и ќе го имате во вашата домашна аптека. Семето од тегавец, значи токму сега се бере овој период, односно се бере, значи само овие стапчиња кои што можете да ги берете за време на цвет или можете да ги оставите, значи сами да се исушат и суви како такви, значи да ги наберете. Доколку ги берете свежи, оставете ги на пробивно место да се исушат и потоа можете да ги користите како лек. За семето од тегавец навистина прелековита билка, поготово билка број 1 кога станува збор за проливи, значи и во народната медицина, пред се семето од тегавец, значи наоѓа широка примена за лекување на наразлични стомачни заболувања, но морам да напоменам дека овие билка број 1 за лекување на проливи и тоа нема да ве разочара оваа билка за тоа, бидејќи може со само една шолја може самиот пролив, значи да запре, може да се користи, значи ки повраќање, бидејќи има изобилува со танини, значи незиниот хемиски состав е тоа што изобилува со високо количество на танини, а како што знаеме, танините се всушност супстанции кои што имаат стегачки ефект, односно стегнуваат, па затоа, значи, во случај на пролив, во случај на повраќање, во случај на наразлични цревни заболувања, како што е воспаление на цревата, воспаление на дебело црево, на тенко црево, на слепо црево, потоа, наразлични други воспалителни процеси во организмот, како што е проблеми со кашлица, проблеми со болки во грлото, проблеми со респираторни инфекции, значи овие билка која што треба да користите доколку имате нели во вашите домашни аптеки. Покрај тоа, значи што се користи за цревни заболувања, доста добра билка е за доста добра е против крварење, како што рековме поради танините, кои што имаат стегачки ефект. Во случај на крвави хемороиди, без разлика дали се надворешни или внатрешни. Во случај на крвави рани, надворешни, во вид на облога, значи се става семето од тегавец кој што е припремено како чај. За наразлични други крварења, како што е обилни менсиси, значи за жените кои што имаат обилни менструации, може да пијат оваа билка 8 до 10 дена пред самиот циклус. Со тоа всушност ќе ви овозможи да немате толку многу голем обилен циклус, бидејќи како што реков има танини во составот. Потоа може да се користи кај крвави непца, значи крварење од непцата, може да се користи кај крварење од носот. Потоа може да се користи, значи кај болки од стомакот, како што реков. Изварена билка за повеќе работи. Морам да ја поздравам мојата драга пријателка Марија, која што исто така од Велес, која што има големо познавање за билките. Морам да го споделам ова искуство нејзино со семето од тегавец, кое што е навистина добро, значи таа семето од тегавец го користи во случај на јаки проливи, во случај на стомачни вируси, кој што има многу голем ефект. После само една испиена шолја, значи извареден ефект може да се види. Исто така едно друго нејзино искуство е тоа што нејзин внук, кој што бил всушност од страна лекарите диагноза каде што бил пред умирање, значи билкарката Марија со помош на семето од тегавец, значи го вратила во живот, со тоа што значи проливот престанал, апетитот се вратил, едноставно организмот се стимулира. Пак ќе кажам, многу лековита билка, има широк спектар на лекување, значи покрај проливи, повраќање и слично, делува на го стимулира црниот дроб, што е многу битно, значи го чисти црниот дроб, ги чисти крвните садови, стимулира и жолчката исто така, морам да напоменам. Се користи кај холестерол, се користи кај наразлични паразити, значи многу добро да се комбинира со други билки за лекување на паразити. Потоа се користи кај наразлични амеби, кај глисти,
Како што реков, делува исто така и кај проблеми со простатата, поготово проширени во спалена простата. За мажите обавезно да користат оваа билка. И многу битно, она што морам да ви открием тајната за лековитоста на тегавецот, тоа е дека всушност многу од старите луѓе, односно старите травари ја користеле за лекување на стерилитет. Се уште семето од тегавец се испитува од страна на фармацијата и се уште не е докажано што е тоа што делува кај семето од тегавец покрај танините, но моја претпоставка е дека тоа е како резултат на флавоноидите кои што ги содржи во незиниот хемиски состав, кои што имаат дејство така што ја поттикнуваат циркулацијата, ја подобруваат циркулацијата, ги снабдуваат половите органи со крв и на тој начин делуваат на стерилитетот. Разговарајќи со многу стари траварки по селата, токму тие ми открија дека во нивните села, стерилитетот се лекува со помош на семето од тегавец кој што го пијат и мажот и жената или само они кои што има здравствен проблем, без разлика што и да е истото. Како да се припреми чај од тегавец? Тоа ви е едноставна рецепта која што може да се направи, доколку се пие за горе наведените болести, се зема половина кафено лажиче, повторувам, половина кафено лажиче мало, семе од тегавец се става во една шолја со вриена вода, се остава тоа поклопено да стои половина час до 1 час, се процедува и се пија такви 1 до 2 шолји на ден. Таа ви е една постапка. Другата постапка ви е половина кафено лажиче да врие 2 до 3 минути со 250 мл вода. Според мене ова ви е подобро, бидејќи семето секогаш треба да врие, за да може да ги испушти сите лековити супстанции, па така би ви препорачал на сите да го користите оваа вториот начин на припремање. И секако во случај, тоа ви е за горе наведените заболувања, доколку станува збор за проблеми со стомак, проблеми со хемороиди, проблеми со крварење, проблеми со стерилитет и слично, ја пиете по оваа рецептура. Доколку станува збор за проблеми со стомакот, за стомачни вируси, доколку станува збор за јаки проливи, доколку станува збор за повраќање интензивни, тогаш користиме поголема доза, односно тогаш користиме 1 кафено лажиче семе од тегавец, кое што се вари 2 до 3 минути во 250 мл вода, каде што се поклопува да стои 1 до 2 часа поклопена. Оваа количина се процедува и се пие во текот на денот на гоутки. Во текот на денот, наместо вода, го пиете овој чај. Секако ќе си пиете и вода, но гледате да го испиете чајот во текот на денот. Секако, како и секој чај, треба да се прават паузи, не смее да се пие во континуитет. Зависно за што ќе го користиме за лекување, но би било пожелно да го користите 7 дена, потоа да направите пауза од 5 дена и потоа повторно да го продолжите третманот. Како што реков за стомачни вируси, за повраќање и проливи, може вие бенефитот да го видите и после испиена 1 шолја од чајот од семето од тегавец. Доколку е нешто покомплицирано, односно доколку е нешто поголемо, обично за 2 до 3 дена, проливот и повраќањето треба да престанат. Покрај тоа, можете да си направите надворешни облоги со самиот чај, припремен од семето од тегавец. Во случај на крвави хемороиди, се става облога, се топи на крпа во самиот чај од семето од тегавец, се става како облога на крвавите хемороиди, или пак на крвави рани, за да престане самото крварење, со чајот се ставаат облоги на самото место каде што е раната. Се надевам дека ќе испанете во природа, дека ќе ја наберете оваа билка, бидејќи сега се бере оваа билка. Веќе крајот на август, почетокот на септември би требало да си набавите семе од тегавец, кој што ќе го имате и секако верувам дека ќе ја користите оваа билка, дека ќе ја имате, ќе ја цените и секако ќе ја почитувате и ќе ја имате. Ви благодарам за вашата гледаност, ве поздравувам сите и ви посакувам да бидете во добро здравје.